Неодговорното и коруптивно раководење на фабриката Колска резултира со нехумани и недостојни услови за работа на вработените. Ова е ставот на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, од каде велат дека работниците постојано се соочуваат со заостанати плати и неплатено здравствено осигурување. Новата влада, велат од СДСМ, ќе изврши ревизија во работењето на фабриката и ќе ја санкционира секоја злоупотреба на трудот на работниците. Работниците ќе добијат соодветни услови за работа, а нивниот труд ќе биде ценет и вреднуван. Ќе биде воведено и бесплатно болничко лекување за сите, за никогаш да не се повтори случајот кога работници умираат како работникот во Колска, а немаат пари да платат болничка партиципација за лекување затоа што не им се исплаќа здравственото осигурување. Злоупотребите на работниците никогаш нема да се повторат. Новата влада ќе ги унапреди и гарантира работничките права и ќе донесе правда, сигурност и живот за сите граѓани. Од СДСМ вела дека крајно неприфатливо е работниците постојано да се соочуваат со неплатено здравствено осигурување. Оттаму информираат дека во моментов вработените имаат за земање 4 заостанати плати. Ние јавно овдека ја користиме оваа можност јавно да поставиме прашање каде е директорот Борис Алчев, знае ли тој и дали се уште раководи тој со фабриката, а според информациите кои што ги имаме, 4 плати не им се исплатени на работниците во Колска. На наводите од СДСМ реагираше раководството на Колска. Господо од СДС, народот ја препознава вашата игра. Има ли потреба да ве подсетуваме кој Колска ја оддели од Македонски железници, но и заветувањето за влез на француски инвеститор во оваа фабрика? Владата на ВМРО ДПМН пред неполна година донесе одлука да се реализира и спроведе консолидацијата на овие два субјекти. Припојувањето е комплексна работа, која се спроведува согласно Законот за трговски друштва, стои во испратениот писмен допис до медиумите. Се она со што работниците се соочуваат, сега е резултат на штетните политики, кои СДС ги водеше во оваа фабрика, велат од раководството на Колска.